Господине Костадинов, неколку денови сте на функцијата прв човек на општина Валандово. Дел ве знаат, но дел се уште не ве познават, со надежда дека ќе ве научат за овие следни 4 години. Кој е Перо Костадинов кој што се нафати да биде прв човек на општина Валандово? Костадинов е млад човек кој што има визија од општина Валандово да направи нешто поразлично од она што општина Валандово беше изминатиот период. Значи, сакам да од општината направиме едно демократско општество и една локална самоуправа во која сите заедно ќе го даваме придонесот за подобар и по-прогресивен живот овде. Перо Костадинов по професија е економист и како еден од најмладите градоначалници сакам да покажеме дека и во Валандово и генерално во Македонија може да дојде една нова енергија и во политиката и во општественото живење кое што ќе го подобрува севкупниот амбиент кон подобро и кон по-демократско функционирање на работите. Наследивте буџет, наследивте програма која што е донесена од претходната гарнитура, треба да се реализира до 31.12. Кои се оние проекти кои што ќе ги реализирате до крајот на годинава врз основа на претходно донесени програми? Општина Валандово пред се има генерално се уште многу инфраструктурни проблеми и проектите кои што и градоначалникот пред мене ги превземаше беа пред се поврзани со инфраструктурата. Ние имаме се уште голем дел од населените места во нашата општина кои што немаат канализација, кои што немаат функционални водоводи. Едноставно тие проекти мораме и да им дадеме приоритет, но исто така и со сите сили да се заложиме да ги и софистицираме и да ги направиме функционални. Значи инфраструктурните решенија во наредниот период ќе бидат наш приоритет. Исто така сакам да истакнам дека општина Валандово мора наредниот период да функционира врз основа на приоритети, бидејќи сведоци сме сите како некои работи кои што воопшто не беа приоритет на граѓаните добива едноставно и го гледаа светлото на денот, се трошеа значи пари на граѓаните, а многу круцијални проблеми не беа затворени. Господине Костадинов, во фаза сте на подготвување на буџетот за следната година, за 2018. Каков буџет, како ќе го кроите буџетот за 2018 и кои се оние приоритетни проекти за кои што ќе работите идната година? Сакам буџетот да го правиме заедно со граѓаните. Во почетокот на ноември, значи на овој месец, ќе направиме консултации преку местните заедници и урбаните средини за тоа кои би биле приоритетите за 2018 по населени места. Јас сакам буџетот на општина Валандово за наредната година да биде колку што е можно по разбоен, но тоа да биде во онаа вистинска смисла, а не само поради политиканство. Поради тоа уште од старт можам да ви најавам дека ние како општина ќе ги прекинеме сите непродуктивни трошења кои што едноставно го оптеретуваа нашиот буџет во изминатиот период. Уште сега можам да најавам дека Валандово оваа година можеби ќе остане без новогодишно украсување, но едноставно мораме да кратиме и да градиме по приоритети. Значи невозможно е населените места да немаат функционални канализации и улици, а ние да трошиме средства на украсување и на лампиони. Значи немам ништо против тоа, но кога ќе дојде време и кога навистина ќе бидат решени некои од клучните проблеми, тогаш би го правеле и тоа. Чисто како метафора го спомнав ова за да се знае на што треба да биде приоритетот. Значи Валандово е прилично голема површина, многу населени места, големи населени места како Пирава, Јосифово, Удово и Бојмискиот регион,
во сите тие населени места планираме барем она што го ветувавме во програмата како наш приоритет да го реализираме или да го започнеме и сакаме веќе пополека да го нагласуваме еднаквиот и продуктивен економски амбиент во кој што општина Валандово ќе стане економски привлечно место за инвеститорите од секаде. Ве прашувам како обичен граѓанин на општина Валандово, а не како прв човек на Валандово. Како ја гледате општината за следните 4 години, односно за после 4 години, како ја гледате општина Валандово како обичен граѓанин? Сакам да ја видам пред се општината слободна. Мене тоа ми е многу битно. Сакам да ги видам граѓаните, меѓу кои што и јас би бил насмејани и ослободени од екзистенцијалните и од општествените премрежја. На општина Валандово и се случува големо иселување и јас сум сигурен, ете како млад човек, да се навратам и на првото прашање, дека голем дел од иселувањето беше причината не само поради екзистенцијалните причини, туку поради севкупно задушениот амбиент во нашата општина. Едноставно немаше култура, згасна чаршиите, згасна дружењето, големите настани кои што го популаризираа Валандово го правеа ултра познат град низ цела бивша Југославија како Фолкфест Валандово, едноставно го изгубија својот сјај и сега пак би рекол метафорички, згасна едноставно и насмевката и животот. Она што мене ми е најбитно е да ги видам граѓаните насмејани и ослободени. И се надевам ќе работиме исклучиво функција на тоа со подобрен животен стандард. Градоначалниче, јас ви благодарам на ова интервју за Канал ВИС.